љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Јас многу рано ја осознав својата состојба и телесната попреченост, меѓутоа тоа никогаш не ме попречуваше да се доживам себе си како девојка, како жена која што има исти потреби со останатата популација. Размислувањата најмногу ми одеа во насока на тоа, ќе бидам искрена, може и затоа мојата желба и наклонност да студирам дефектологија, бидејќи дефектологијата сметав дека дефектологијата ќе ми го покаже патот дали мојата болест и во 1% болест состојба на телесната попреченост носи наследна компонента. Тоа беше мојот најголем страв, односно најголем предизвик да научам дали навистина можам без проблем да станам мајка. Среда 20 часот, време е за нова Мама Визија. Нова хероина во нашето студио. Во денешната емисија имаме една исклучителна жена, силна, посебна. Мајка која што ќе ни го покаже мајчинството од еден поинаков агол. Ќе ни покаже како е да се биде мајка со церебрална парализа. Нашата гостинка е Даниела Стојановска-Џинговска, мајка на еден прекрасен тинејџер, Дамјан, 16 годишен. Таа е дипломиран дефектолог и воедно вработена во Фондот за здравствено осигурување како советник на генералните директори за ортопедски помагала. Со огромно задоволство ви ја најавувам нашата гостинка, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Даниела, драго ми е што ја прифативте оваа искрена покана за да бидете дел и да раскажете вашата лична приказна за мајчинството. Познавајќи ве вака низ социјалните мрежи и расчепкувајќи за вас за да се подготвам за ова интервју, навистина длабок наклон кон вас за вашата приказна. Па, ајде да започнеме од почеток. Кога кај вас се буди желбата да станете мајка? Кога почнуваат тие први размисли? Ми беше прво предизвик да прифатам вашата покана, пошто мислам дека за прв пат вака поискрено и подлабоко ќе допреме една тема која што е тема за сите жени, сите мајки, сите посебни или непосебни мајки, пошто сметам дека мајките се, дарбата да се биде мајка е дарба од нашиот Бог и тоа е нешто што исклучително Бог им го дава како дарба само на жените. Ова што се однесува до мојата желба за мајчинството, почнав да размислувам за тоа уште во моите, да не речам, средношколски денови, но тогаш се појавуваат првите љубови, симпатии, сите оние наши разочарувања или добри страни во љубовниот живот. Јас многу рано ја осознав својата состојба и телесната попреченост, меѓутоа тоа никогаш не ме попречуваше да се доживам себе си како девојка, како жена која што има исти потреби со останатата популација. Размислувањата најмногу ми одеа во насока на тоа, ќе бидам искрена, може и затоа мојата желба и наклонност да студирам дефектологија, бидејќи дефектологијата сметав дека дефектологијата ќе ми го покаже патот дали мојата болест и во 1% болест состојба на телесната попреченост носи наследна компонента. Тоа беше мојот најголем страв, односно најголем предизвик да научам дали навистина можам без проблем да станам мајка. Ова го говорам не дека ако се случи нешто, бидејќи и здравите жени, условно кажано типичните жени, имаат страв дали се ќе биде во ред со нивната бременост, дали се ќе биде во ред со плодот, дали на крајот ќе родат живо здраво бебе, сите имаат исти стравови. Но овде се работеше за тоа дека ако знаев дека има 1% генетска шанса, можеби и сурово, но реално, ова е моје лично размислување, немаше да станам мајка, не дека ако родам
детенце со попреченост нема да го сакам далеко од тоа. Мојата вокација и мојата личност тоа го покажува дека ќе го сакам подеднакво исто, но сметав дека јас заради својата физичка ограниченост во одредени сегменти нема да можам да му се посветам на тоа дете оноку колку што на мене ми се посветило моето семејство. Да, ќе зборуваме и за вашето Да. семејство, и за вашата мајка, секако ќе ја споменеме и нејзе и незините предизвици кои што ги имало, најде етапно да одиме, велите дека за вашата состојба знаете уште од рана возраст, односно уште од вашето раѓање. Па да, оној момент кога станав свесна за состојбата, моите родители реално, искрено и најотворено ми објаснија дека тоа се случило поради предвременото раѓање. Родена сум на 7-месечна возраст и поради престојот во инкубаторот 2 месеци настанато е состојбата, така мислеа моите родители. После јас истражив, студирајќи дефектологија, истражив дека всушност тоа се случило кога ме извадиле од утробата на мојата мајка, кадлично сум била поставена, значи обратно сум излегла не со главата, туку со нозете и поради вулнерабилноста на крвните садови, тогаш се случило ова што се случува и тоа е 60% ризик фактор да се случи церебрална парализа. Ова е научно докажано и така се случило. Кажете ми вашата мајка, како би ја опишале нејзе? Како ги паметите деновите со нејзе кога сте растеле, кога сте биле мала? Па мислам дека немам што да кажам, освен дека била најхрабра. Храбра личност. Најхрабрата личност, заради тоа што таа ми го овозможила. Мислам дека било суштински било она јас да се развијам така како што сум сега, она што сум јас денес, најмногу е заслуга на нејзина. А како го паметите вашето детство? Каде растевте? Во кој дел од државава? Значи, растев во Скопје, растев во Карпаш 4, уште живеам таму. Растев многу убаво, значи, уште од мојата најмала возраст, значи, со моите врсници немав никакви проблеми. Бев многу социализирана, во основното училиште бев многу прифатена од врсниците, моите другарки и до ден денес се мои другарки. Така да, за тоа време, видите, некако како различно да е сега, мислам дека се бориме со таа инклузивност, а тогаш можеби немало потреба од тоа. Видете, тогаш беше многу чудно, затоа што тогаш јас бев една од децата кои што е, да речеме, различна, атипична. Ама тоа па во тоа време можеби имаше поинакви вредности или пак се негувам баш пред мојата една различност. Наставничката, мојата учителка можеше многу повеќе да ми посвети време и внимание. Таа беше основата која што го постави целиот клас да биде, нели, да ме прифати таква каква што сум. Јас бев исто така темпераментно дете, зборував како и сега што зборувам, многу зборував и не се срамев од ништо, бев исклучително екстровертна личност, така што не беше многу тешко да се здружиш со мене, но да, убава енергија ширите, веќе го кажам, верувам дека и преку екраните го правите тоа, но можам да го споделам лично дека навистина прв пат ве гледам, а ширите прекрасна енергија. Но сепак за тоа време беше, нели, чудно дека, нели, едно такво дете кое што е различно во класот и во тоа време живее и учи таму, дека е толку добро прифатено. Ајде понатаму, се запознавате со вашиот сопруг на факултет, така? Да, веќе бев на студии, се запознавме на една забава преку едно граѓанско здружение, сосем случајно, и од тогаш, да речам, другарувавме, значи така. Понатаму, после другарувањето се развија, нели, оние симпатии, чувства и сите тие работи. После тоа, многу долго се познаваме ние, значи многу долго другарувавме, па кратко бевме во врска, па на крај... Велат дека тие пријателства, па потоа љубовни врски се најуспешни и најцврсти, затоа што прво го запознаваш човекот како пријател, а всушност брачниот сопатник е најдобриот пријател и треба да биде, нели, тоа така. Па од една страна да, од друга страна јас бев многу скептична по однос на тоа, пошто знаете како мислам дека и тие долгите врски, тие пријателствата никогаш знаат лесно да пукнат, па да се растурат кога најмалку ќе очекуваме, ама за среќа вашата приказна е една убава бајковита приказна. 16, колку време сте заедно? Па во брак сме од април 2009, значи 16,5 години, 17 ќе биде во април, а така, се знаеме од многу одамна.
Како се чувствувавте вие, со оглед на тоа што вашата состојба велите дека не ви представувало пречка и велите дека секогаш ја користите како ваша доблест, а не ваша пречка. Верувам дека тоа можеби низ годините не сте го размислувале дека ве гледаат поинаку луѓето, со оглед на вашиот силен карактер и убава енергија, но како се чувствувавте кога забележавте дека имате љубовни погледи од некој човек, дека сте посакувана и сакана? Дали тој ќе ве прифати таква каква што сте? Имавте ли стравови тука? Тука имаше стравови, реално, значи јас сум била и со партнер кој што немал никаква попреченост, значи така што секогаш кај лицата, кај жените со попреченост секогаш постои тој страв дека ќе бидат доживеани како помалку вредни поради нивната попреченост, нели некои од жените со попреченост, девојките се доживуваат и помалку атрактивни и убави, за разлика од тоа кај мене не беше случај. Јас себе си се отсекогаш се доживувам многу убава и атрактивна и привлечна. Секогаш главно ми е како изгледам и секогаш сакам убаво да изгледам. Типична жена. Тоа ми е баш сум типична жена и тоа го имам наследено од мајка ми. Мајка ми секогаш знае убаво да изгледа, секогаш ми го всадила тоа. Гледајќи ја неа, сум научила како треба да се облекувам, како треба да се однесувам, да изградам свој стил. Но нели стравовите дека нема да бидам прифатена, сум имала и такви врски каде што родителите се замешале и врската завршила. Значи тоа исклучително и децидно поради попреченоста. Но тука не смеам да се обесхрабрам. Тоа е реалната ситуација во Македонија. Во Македонија има и парови кои што се сосема типични двајцата, па нели свекорот и свекрвата или бабата и дедото не ги прифаќаат. Не ја сакаат заради едниот е секогаш подобар од другиот, нели? Моето дете е најдоброто дете и нели другата страна обично кај нас е така, нели? Секогаш имаме некакви предрасуди. Балкански менталитет е тој некој. Ама во овој случај беше многу по нели изразено, дури добив во една моја врска добив коментар од мајката на партнерот дека јас вака мала и ситна нема да можам да родам дете, нема да можам да станам мајка. Ја на тоа, значи тоа ме погоди, не дека не, ама јас реков ситна, ама динамитна. Продолжувам понатаму, да, стварно сум ситна, ама ќе останам динамитна. Продолжи понатаму, тоа е разочарување, видите, ако и секој на различен начин го доживува разочарувањето. Мене па тоа ми беше некако пак мотив да продолжам да понатаму. Се борите посилно и да се борам за правата и да знам гласно да кажам дека жените со попреченост за џабе постојат предрасудите, жените со попреченост можат да станат родители и можат да бидат многу подобри родители и од другите родители, условно кажано типичните родители, но нели треба енергија, треба сила, треба поддршка. И треба очигледно и многу силна волја која што вие ја имате. За разлика од оваа ситуација која што раскажавте, семејството на вашиот сопруг ве прифаќа со широки раце. Така. Очигледно е тоа. Ајде сега како доаѓа до моментот да стапите во брак и судејќи според моите математики сте останале бремена релативно брзо по вашето склучување на бракот. Не, останав бремена пред да се земем. и не го кријам тоа. Значи се се случи ненајдено и брзо. Значи планиравме дека ќе имаме дете, со оглед на тоа дека јас бев многу и уште сум многу посветена на мојот кариерен развој. Мојот сопруг имаше едно така типично прашање дали јас сакам деца, дали сакам да станам мајка и кога тоа е легитимно прашање. Да, и кога беше веќе сигурен дека јас тоа најмногу го сакам, бидејќи тоа го посаков најдлабоко во мојата душа, да се остварам себе си како мајка и како родител и нели да родам здраво живо дете. И од тука натаму тргнаа тие работи, стапивме во брак. Пред тоа ме интересира. Читав некакви податоци. Факт е дека жените со церебрална парализа немаат проблем со забременување, тоа е и медицински докажано, но според моите истражувања велат едни докторски медицински совети за тоа дека е многу важно во ваков случај жената да поразговара со гинекологот со оглед на медикаментите кои што се консумираат, дали би му наштетиле на плодот. Го поминавте ли вие тоа? Јас поминав се. Имав голема среќа да тогаш, значи со оглед на мојата состојба, не сакав да одберам да бидам пациент
пациент на ГАК, на гинеколошка акушерската клиника при клиничкиот центар во Скопје, бидејќи знаев, познавајќи ја ситуацијата во јавното здравство тогаш и познавајќи ја ситуацијата бидејќи јас сум нели по болници од своето раѓање, сакав да ги имам подобро, да имам подобри услови за мојата состојба. Имав тогаш среќа да се запознавам со доктор Зоран Петановски, и еве во оваа прилика благодарност и поздрав до него во првата приватна болница Ремедика. Значи поради семејни пријателски врски со менаџерскиот тим на болницата, еве и во оваа прилика и нив поздрав, значи до газдите на Ремедика. Разговарајќи со него, ја опишавме целосно ситуацијата по однос на медикаментозната терапија. Исто кажав што имам да кажам, ми беше страв, нели, дали треба во овој период да примам одредена медикаментозна терапија. Ми беше кажано дека можам. Се консултирав исто така со доктор Никола Софијанов, бидејќи доктор Никола Софијанов беше мој доктор, а беше и мој професор на Институтот за дефектологија, бев и негов студент, така што, значи, по однос на тоа, морам да се осигурам. Јас сум таква како личност, морам да бидам сигурна дека нема да се случи ништо што ќе му наштети на плодот. И што ви кажа, знаете зошто ве прашам ова? Затоа што можеби не гледа некоја девојка, жена, која што има церебрална парализа, која што сака да се реализира како мајка. Ве прашувам за да знае таа низ каков пат би поминала? Значи, зависно од тоа каква медикаментозна терапија прима, мене само тогаш ми ја намалија дозата на медикаментот што го примав, и тоа јас не го примам тој постојано, него тогаш во одредена ситуација, така што можеби ќе треба да ја намали дозата на таа терапија. Но секако во секој случај треба да се консултира во секој случај треба да се консултира со гинеколог. Мене во текот на бременоста ми се случи друга ситуација. Јас на 22-та недела од мојата 22 гестацијска недела во мојата бременост се случи друга ситуација. Иако бременоста убаво одеше, јас добив страшен напад една ноќ. И значи се исплашив дека тоа од дефектологијата нешто да не се случува со бебето, иако бевме тогаш претходно на преглед. Мене ми открија дека јас имам камења во жолчното кесе. Камења во жолчката за време на бременоста. И имаше предлог од еден од докторите да јас подитно се состана конзилиарен тим во Ремедика, да јас подитно нели направам оперативен зафат. Ама тогаш постоеше ризик дека јас ќе го загубам бебето и јас по секоја цена сакав ова бебе да се роди, знаев дека Господ ќе помогне, но тука во оваа прилика исто ја поздравувам доктор Лиле Тевдовска од Ремедика, која што не беше хирург, таа е интернист, која што исто така ми даде во тој период 2 лека кои што не беа контраиндикативни за плодот. Ова го кажам дека имало медикаментозна терапија што после сум ја примала, што морало да ја примам, за да нели се издржи бременоста таква каква што е. А не ја направивте таа операција? Не ја направив операцијата, ама бев трудница со пропишан режим на исхрана, односно бев трудница на диета. Ги надминав сите предрасуди на луѓето. Сакам чоколадо во 12 навечер, па да ми трча сопругот да ми купува. Значи нема такво нешто. Нема, се е овде како велат. Ајде да се вратиме сега на моментот кога дознавате дека сте бремена. Тој ден, како изгледаше, опишете ни. Тој ден можеби беше најубавиот ден во мојот живот. Тогаш бев на работа, тогаш бев председател на Сдруженијето на студенти и младинци со попреченост и тогаш со мојата кума која што ми беше најдобра другарка, која што за жал не е веќе меѓу нас, но еве во оваа прилика ќе ја спомнам со драго срце и знам дека ме гледа од некаде. Значи таа ми рече дека имам промени дека ми сеат очите. Јас си кажам дека имам киселини и дека постојано ми се повторуваат киселините што до тогаш никогаш ги немав. Таа ми вика, имаш некој чуден поглед, ти можеби да не случајно си бремена. Ни на крај на памет. Ама, нели, ќе ви влезе црвчето, по 2 дена реков, јас викам, стварно треба да направам тест. Купивме тест, го направив тестот таму. Со неја го правите? Со неја го правам тестот и излага и вака, ги гледаме двете линии на тестот и ја готово. Значи, не знам дали сум среќна или сум тажна во моментот, пошто ништо не е решено, ние не живееме ни заедно, значи само сме во врска, ништо не е. Како ќе изреагира сега е прашањето, нели? Што ли ќе биде сега? Што е наредното? Како ќе се, значи, едно е да го посакувате тоа од дното на душата, ама нели друго е како во пракса тоа се. Друго се случува, да. Шок беше. Му се јави кумата, му се јави Сузе на мојот сопруг да го извести, односно да дојде
кај да дојде во канцеларијата, му ја соопштивме веста. Значи во живо? Да, во живо, ама и он беше уште пошокиран од мене. И сега идејата беше како ќе соопштиме понатаму, ние соопштивме меѓу себе. На останатото семејство. Ама што ќе биде со другите? И така, се беше така многу брзо. Еуфорично. Добро прифатено, еуфорично од страната на родителите на мојот сопруг беше нели прифатено окей, ама и тие со доза на скептичност, нели загриженост. Моето семејство така, загрижено, ама мајка ми од секогаш имаше, јас растев во семејството во кое што растам, мајка ми секогаш имаше став дека јас по секоја цена, ако можам, нели ако Господ тоа го дозволува, дека треба да станам мајка без разлика дали тоа ќе биде во формата брак и семејство или не, дека јас треба да се реализирам како мајка. И од секогаш тоа проведувајќи во мојата глава, знаев дека нели тоа понормално ќе се прифати, макар што сите го доживеа оној страв како ќе оди понатаму бременоста. Да, што потоа. А кажете ми, тоа сте на која возраст, возраст останувате бремена? 33 години. На 33 години, добро, Да. зрела личност, веќе која што знае што со себе. Да, ама од друга страна, нели, таа зрелост од аспект на дефектологијата, од медицински аспект и што позрел носи Толку поголем помудар, да. ризик фактор за нешто да се случи. Значи, кога ги правев сите оние тестови, нема да заборавам дека 100 пати препрашував дали е се во ред. Да, сега, значи бременоста, од ова што го читав јас, поправете ме нешто ако грешам, Добро. јас наоѓав на интернет, се трудев да бидат тоа релевантни и странски информации, вели дека бременоста различно влијае кај жените со церебрална парализа, што е сосема логично. Овде акцент се става на спазмите. Може ли да ни раскажете како тоа различно влијае? Дали влијае различно? Па кај мене искрено не влијаеше различно, пошто јас многу помалку имам спазми. Јас уште од како мала имам спазми, но не се толку тие контрактури не се толку интензивни. Јас единствено што во 7 деление последен пат ги доживеав оние грчеви конвулзивни грчеви што се појавуваат во главата поради спојување на електрицитетните празнења во мозокот. Мене центарот за равнотежа, односно кората на големиот мозок премногу брзо ми работи, така ми рекоа дека не треба да се возбудам. И сега освен тоа немаше никакви други проблеми. Затоа тоа веќе од 7 деление натаму не се ни појави. Да. Затоа едно време примав медикаментозна терапија, после тоа нели не примав и така да ме разбирате, ја немам никаков проблем со спазмите. Мене единствена загриженост ми беше како кога ќе расте плодот, нели тежината која што ќе ја носам, пошто јас никогаш не сум била дебела поради тоа што нели кога ќе се самата тежина која јас ќе се поправам неколку кила ми влијае на одењето, на тежината ми влијае на колениците, односно уште повеќе ги искривувам нозете и потешко ми е за одење. Мене тоа ми беше загриженоста, дали јас воопшто ќе можам да ја издржам целата бременост, да бидам активна и да одам. И бев спремна дека можеби тоа ќе биде патолошка бременост, ама за среќа не беше. Господ сакаше ја до последен ден се движе. Одевте на работа. Единствено проблем беше тоа што се појави проблемот со камењата во жолчка, што беше сериозен предизвик, дали ќе издржам до крај или Да. Сега, очигледно на некој начин можеме да генерално да кажеме дека била лесна бременост, освен овој момент во 22-та гестацијска недела. Како го паметите денот на породувањето? Кога се случува, како се случува? Може ли да ни раскажете што се сеќавате на тој ден? Се сеќавам на тој ден, беше 15 јули 2009 пекол надвор и претходните денови беа пекол надвор. Првото нешто што ме разочара беше на 14 јули кога ме примја во болница да лежам, пошто веќе болките беа на ЦТГ-то покажа дека веќе ќе доаѓа времето за породувањето. Значи, знаев дека ќе биде тоа царски рез, ама првото беше дека можеби ќе добиам можност со епидурална анестезија да се породам, односно да го гледам актот на породувањето. Кога последната консултација со анестезиолог ја направивме, анестезиологот рече дека поради мојата сериозна искривеност на работниот столб не би требало да сакам епидурална анестезија, не би требало да ризикувам ни за себе, ни за плодот и така да решиат анестезијата да биде тотална. Така малку ме разочара тој факт, ама сепак си реков мојата цел и мојата мисија е Господ да ми подари живо здраво бебе. Наредниот ден беше денот од Сабајле, ми кажа дека рано ќе ме земат, па не ме земаа баш многу најрано, ама знам дека се породи во 9:40.
знам дека пошто нели беше тотална анестезија, ме будеа сестрите да ме разбудат и да ме прашаат дали имам болки. Јас, значи, знаете, вајда колкава била моето подсвесно размислување дали моето дете е окей. Значи, јас првото будење, а ништо друго не прашав и не кажав, освен слушнав, имате живо здраво машко бебе, 51 сантим, не знам, 3 кила и 800 големо и, значи, јас единствено што памтам од тој ден е дека вака рекол и ме праша дали сум добра, јас се само прашав, а бебето добро ли е? Тоа е најважното. Тоа беше мојата толку длабоко во себе, само тоа сум го посакувала, што само тоа ми беше битно. Посакувавте да станете мајка на син или на ќерка? Имавте таква желба или? Ќе бидам искрена дека првично сакав да биде живо и здраво, ама првично сакав да биде женско, ама сега не би го менувала за ништо на светот. Да, сакав да биде женско, бев изненадена од фактот кога ми кажа дека ќе биде машко, некако така бев спремна дека девојче ќе родам, не знам зошто, ама ете. Ете, така требало да биде. Сакав и околу бременоста да ве прашам околу движењето. Како изгледаше тоа? Зборувам сега не само лично по дома и сите тие предизвици што сте си ги имале, нели, со оглед на тоа што сте имале и страф заради тежината и се, туку зборувам и генерално логистички низ градот. Движењето на една бремена жена со церебрална парализа. Па многу сериозен предизвик е движењето на една нормална жена со церебрална парализа кога не е бремена. Е вистински предизвик за движење низ Скопје. Тотално е непристапно. Значи, тогаш и јас со придружба повеќе се движев отколку со помагалото, за да нели биде некој повеќе со мене некојаш за рака. Значи, многу поголем страф имав да не паднам тогаш. Се е непристапно, дали ќе паднам со помагалото, дали без него, дали со некого за рака. Значи, тоа ми беше единствен проблем стварно, поради тоа што тотално е Скопје непристапно, неприлагодено и ама јас таква каква што сум, морав секаде да бидам присутна и тогаш па одев секаде кај што требаше да одам, иако нели се движев многу предпазливо, многу потешко, не тешко во смисла тешко да се движам, него многу повнимателно. Да. Инаку не сум така внимателна кога се однесува за себе си, ама тогаш бев внимателна пошто знаев дека носам нели друг живот во мене и тоа беше тоа. Да, знаете, ова прашање ви го пустев затоа што вие знам дека сте гласен говорник, поборник за поубави услови за живот на лицата со попреченост, па важно е да се покрене и таа тема и да се помисли на мајките кои што се со попреченост, како се движат и како се сноѓаат настрана за мајките воопшто, настрана за бремените жени. Зборувам и за лицата со попреченост, зборувам за жена која што е со попреченост, а е бремена жена. Сигурно е тоа уште поголема потешкотија. Ако тоа е предизвик за жена со попреченост која не е бремена, можете да замислите дека ова е тројно поголем предизвик, бидејќи вие секогаш се плашите не само за своето здравје, се плашите и за душата која што ја носите во себе, се плашите за себе и за уште една душа која што Господ ви ја дал. А знаете дека нели секакво паѓање носи огромен ризик. Жално е што ние и во 2025 година како гостин во вашава емисија се уште зборуваме за физичка непристапност на различни објекти, на тешко движење во Скопје и секаде и јавни институции. Значи жално е што се уште и после толку гласно говорење, и после толку процеси на инклузија и на вклучување на лицата. Сега ќе бидам искрена дека од пред 20 години ситуацијата е драстично променета и подобрена. Мораме да бидеме реални и ние лицата со попреченост дека навистина нешто се прави. Но тие чекори се многу мали, не се галопирачки чекори за да ние го видиме бенефитот. Јас се надевам дека некои наши идни генерации стварно прво се надевам и многу верувам дека Бог ќе даде што помалку да се раѓаат нели лица со попреченост, дека медицината ќе напредне до таа мерка што многу помалку ќе не има на број како лица со попреченост, а од друга страна дека можеби условите во кои што ќе живеат некои идни генерации ќе бидат многу поубави, посоодветни за нивно достоинствено движење. Знаете како, не е многу достоинствено ако се движиш со некој со поддршка, заради тоа што не можеш сам, не е воопшто достоинствено. Заради тоа што и јас имам право да се движам сама секаде без ничија поддршка. Да, и некогаш па и сакате да бидете можеби сама. И значи, секој има право да сакам. Јас значи од кога си го имам помагалото ми е најголем бенефит, ама некогаш и со помагалото можеш да побараш во секундата некој да ти помогне зашто некаде е непристапно. Ја некаде нели сум се навикнала па го кревам на тротоари и сето тоа, ама не е секогаш многу едноставно.
Да, верувам. Носењето на бебенца дома. Од тогаш можам да замислам колку ви се менува животот. Какви беа вашите размисли како идна мајка, тоест веќе мајка, но мајка која што треба целосно да се посвети на своето детенце, дали можеби разменувавте искуства и кажавте дека сте биле дел од одредени здруженија на лица со попреченост, со мајка која што е со попреченост, некое искуство од нејзе, баравте ли такви совети за како да се справите во животот? Немав такво искуство во мојата близина, немаше некој со кој што можев баш да се посоветувам во тоа време, мајка, извинете, на детенце со попреченост или на детенце мајка со попреченост. Немав такво искуство и некако повеќе сама ги носев, нели, сама го носев тој товар, да имаше некој да ме посоветува. Сега од оваа перспектива знам дека после моето случување на мајчинството мотивирав уште неколку мои блиски пријателки, другарки кои што се со попреченост да станат родители. Единствената можеби тогаш, значи, морате да бидете свесни што можете, а што не можете. Ова што можете, а што не можете, значи следното. Јас прво морав да расчистам во мојата глава со нештата кои што тогаш требаше да се случат. Првото нешто е дека требаше да расчистам во својата глава дека јас нема да го бањам моето бебе. И тоа не е смак света. Значи не треба да носам фрустрација поради тоа, поради тоа што таа душа треба да биде избањата чиста и убава, и тоа некој друг ќе го направи. Ама јас ќе бидам таму присутна. Јас секогаш бев присутна во активностите кои што јас самата не можев да ги направам, ама јас секогаш бев тука. И сметам дека тоа беа првите борби во личноста, дека вие мора да расчистите со себе си дека некои работи нема да можете да ги направите, ќе ги направи некој друг. Ама тогаш сватив дека и типичните мајки нешто не можат сами да направат, па им треба поддршка, и сватив дека не сум јас единствената која што ќе ја бара поддршката за нешто. Тука недостасуваат, например, сервиси за поддршка за мајки со попреченост. Значи, фалат се уште, имаме сега, да речеме, попристапни гинеколошки ординации, ама фалат гинеколошки столови, фали системска поддршка. Например, патронажната служба, ќе ја спомнам, дојде само еднаш кај мене дома, после носењето на бебето дома, нели патронажната сестра треба да дојде. Кога дојде, кога јас објаснив дека сум со попреченост, таа не може да очекува дека јас, поради поддршката од моите родители дома, не треба веќе да се појави. Таа мене ми треба за да ми даде други совети, пошто на мајката треба да ја даде совети, не на бабата. Точно. Значи малку тука ни се извртена перцепцијата. Јас сум го родила бебе, ама ние ја објаснуваме на бабава што треба да прави. Не, мене објаснете ми, па јас ќе решам која ќе биде мојата улога и како ќе се справам со предизвикот. Тука малку предрасудите, стереотипите ни се многу силни, се уште, иако јавно говориме за многу чувствителна, многу убава, сензитивна тема, многу ни се силни предрасудите по се нешто поврзано со попреченост. За жал, не знам зошто се уште го имаме тој проблем. Посебно етапа и медицински лица да нема кај нив малку, па тоа не е апатичност, добро бебе, тоа е добро, вие сте добра, чекај малку. Нели треба нешто, јас ја прашав нешто, не знам, тогаш кратко ми одговори како и толку. Веќе не се појави, еднаш дојде. Да. Сметала дека не треба да не дојде, треба очигледно да дојде. Не треба сервиси за поддршка. Некои луѓе немаат со кого да, не се нивните родители блиско. Некои луѓе се охрабруваат со попреченост да родат дете, иако знаат дека нивните родители не се блиско. Некои родители се против тоа, па некои лица се одлучуваат на таков чекор. Немаат сите ист тип на поддршка од семејството. Ние треба да имаме сервиси за поддршка на институционално ниво, системски решени. Не треба да очекуваме семејството да ни помогне. Како изгледаше растењето на Дамјан? Па, што друго се соочувавте како предизвик низ сега тој голем дечко веќе, ќе го поздравиме, верувам дека ќе не гледа, но верувам дека низ тој процес на растење, додека бил бебе, сте се соочувале со бројни предизвици како родител. Па видете, најголем можеби предизвик беше допред да почне тој да оди, допред да почне тој да осознава, нели, дека
да ја осознавам мојата различност. Можеби мојот најголем предизвик беше јас бев свесна за мојата ситуација, нели секогаш и знаев дека и тој ќе стане свесен, ама сакав да биде тоа на најбезболен начин, односно самиот да го осознае тоа и со разговор, нели ќе дојдеме до темата и дека ќе направиме се што треба, но сакав да бидам сигурна дека тој не ја доживува мојата попреченост така како што ја доживуваат другите луѓе и вистина беше така. Тој кога наполни 13 месеци ние бевме прв пат на одмор во Албанија. Верувате дека тој тогаш породе и фатени вака тројцата за рака, одеше прилагодено на моите чекори. Значи брзината на неговото чекорење прилагоди на моето чекорење. Татко ми во тој период кога тој продуваше, најголемата загриженост беше дека пази да не те бутне кога нели ќе се разминувате или не, тој ми правеше простор, јас да поминав, па тој поминуваше. Значи таа сензитивност веројатно е интуитивна. Да, сигурно. Веројатно тоа интуитивно тој така го доживувал, пошто нели со самото тоа, јас на пример исто така многу се грижев кога сме сами дома јас и он, пошто имало ситуации кога сум била јас скроз сама со него. Тој да не падне. Нели, јас секогаш сум била тој ни еднаш со мене не падна кога сум сама дома, ама падна кога се сите луѓе други присутни. Така е Марфи најверојатно. Исто имаше една ситуација кога сакаше да скокне од креветот скроз од озгора, да скокне да ни направи игра и тој скокајќи ќе се удреше буквално, ќе се удреше во масата и можеше да буквално да се повреди на главата скроз. Тогаш толку ми беше мајчинскиот инстинкт силен, онака силно го фатив и успеав да го задржам. Тој веќе беше голем. 3-4 години, значи веќе дете. Да, и тежок. И тежок. Толку силно го задржав што ја спасив ситуацијата и тогаш си реков дека, значи, за мајките се е можно, не постои нешто што, нели, мајката со незиното чувство на мајчинство не може да го направи. И така, такви ситуации да речеме, ако од кога осозна веќе, од кога стана позрел, нели, неговата девиза е мама, ти не си различна од другите, ти имаш само проблем со нозете. Да, значи, така тоа е перцепцијата. Никогаш не ме доживува никако поразлично. Горте на се што правиме заедно, горте на мене како мајка и тоа е најбитното. Значи, јас мислам дека го постигнав она што да се развие он во вистински правец. И добар човек. Добар човек. Дури и другите лица со попреченост веќе он не ги перцепира така, околината, нели, мислам, разбирате, најверојатно и заради тоа што тој растеше во големо семејство, јас имам и двајца браќа, значи така што имаме внуци од двете страни, значи мојот брат има 2 дечиња, братот на сопругот има 2 машки деца, значи големо семејство. Двајцата Вујковци му беа максимално посветени, сите му се посветени, чичко му, значи растел во големо семејство кај што, нели, се што не можел да доживее директно со мене, го доживувал со некој друг, ама јас сум била секогаш тука. Од секој помалку тоа се надополнувало за питата да биде комплетна и целосна. И за да не чувствува дека нешто му недостига. Никогаш не сум сакала за да се ставам јас во центарот на вниманието, егоцентрично да го привлечам кон себе, да не може да ги доживее сите оние работи кои што едно дете треба да ги доживее. Да, знаете, и тоа е многу важно. Како вие реагирате како мајка за тоа како тој ќе ги разбира тие работи? Какви се вашите реакции? Дали, велите, себично постапувате во одредени ситуации за тој потоа да биде приврзан постојано кон вас? Не сме себично да постапуваш, треба да го пуштиш детето да ги доживее сите работи со некој друг, заради тоа што детето ми е здраво и живо. Значи, детето има право да доживее се што треба да доживее едно дете. Како беше тргнувањето на училиште, одењето во градинка, тие процеси, како ги поминувавте вие како мајка? Значи, ја прво од себе ќе тргнам дека ја многу тешко ги доживувам промените. Тие, например, тргнувањето во училиште, јас самата тешко сум го доживувала. Сите промени јас лично прво тешко ги доживувам, ако било за дете уште потешко, валјда? Некако, нели, како тој ќе се прилагоди, ама нели, се било многу нормално, заради тоа што среќата голема е, пак ќе речам дека јас останав да живеам во населбата каде што сум родена, каде што цел живот живеам, во Карпуш 4, сите луѓе мене ме знаат веќе. Да, тоа помага. Тоа многу помага, можеби и тоа ми беше една од идеите зашто сакам да останам таму да живеам, значи тоа сум го размислувала подолг период, заради тоа што, нели, кога одиш во друга населба, ти треба да се докажуваш. И во Карпуш 4 можеби некој те прецепира поинаку, ама многу помалку се луѓето
кои што имаат некаква предрасуда, пошто те знаат од дете, нели? Да, да. И нели тоа сум го размислувала многу одамна, затоа и не се преселивме. Така што градинката беше сосем окей, во групата во која што Дамјан учеше, навистина родителите беа едни прекрасни родители, бидејќи знаете како јас секогаш велам, децата не дискриминираат возрастните. Се соочувал ли Дамјан понекогаш со лоши коментари, можеби со некакви предрасуди, ви споделали? Немало лоши коментари од никого, ни во оделението, ни во градинката, ни во оделението, ни до 9-то оделение, ништо. Имало некогаш коментари, нели, кај што сме слушнале дека родителите даваат некакви квалификации на родители, дека овие родители се, ова детенце е на разведени родители, ова детенце, нели, сме слушнале некој коментар така од страна. Да. Нели, ова детенце, ама тоа не допрело до детето. Не допрело до Дамјан. Тоа биле некои безвезни коментари кои што не допреле до Дамјан. Како Дамјан го добива своето име? Интересно прашање. Прво требаше јас сакав да бидем Матеј, зашто нешто сакав да символизира нешто Божие, што Матеј не значи Бог со нас. Така од таму тргнавме, после беше идејата да биде Даријан, како некој Божи дар нешто, ама татко ми се вика Дамјан и на крај решивме да биде по дедо. По дедо е. Да. Традиционално сте оделе. Не, најверојатно заради тоа што Дамјан од нашата страна беше прва внуче на моите родители. Моите браќи уште, значи мојот еден брат не беше уште женен, значи едниот се уште не е женен, така што поради тоа што прв внук сакав честа да припадне на мене. Така, да. Убаво, во секој случај убави се тие традиција и убаво име. Каков дечко е сега? Не е дете, тој е веќе тинеџер. Каде учи? Какво дете е? Како вие како мајка би го опишале Дамјан? Учи во гимназијата Никола Карев, 2 година е. Како би го опишала, е многу интелигентно дете, многу воздржано дете, културно, така, значи не е дете кое што ќе ве навреди, значи многу внимателно дете, посветено на сите, секогаш сака да помогне во ситуации кај што има некој конфликт, сака да избегне, ако не може да помогне, се трга, не е конфликтна личност, многу зрело дете, со еден збор можам да кажам. Ги сака предметите, математика, јазиците, информатика, така. Ја викам технички ум има некако, многу е под тие математики. Тоа му е силната страна. Морам да ве прашам, бидејќи вашата работна позиција е поврзана и со вашата личност на некој начин, па како советник на генералните директори во Фондот за здравство, конкретно за ортопедските помагала. Веќе сте 7 години, ми споменавте таму, се прават ли некакви промени во однос на достапноста за ортопедски помагала на овие лица и како вие придонесувате со оглед на тоа што сте личност која лично го чувствува и го разбира тоа, на кој начин помагате за овие лица да имаат подобар живот? Вака, ова е убаво прашање, благодарам што го поставивте, едно од ретките прашања кои што ми се поставило во некоја емисија. Значи, прво мислам дека мојата позиција во фондот е прв пат се наоѓам како вистинска личност на вистинска позиција, од аспект на тоа дека како професионалец дефектолог и како човек кој што е лично како личен корисник на ортопедско помагало, сум добар, моето професионално и лично искуство е добар сублимат за оваа позиција. Сметам дека од 2018, сега да не биде нескромно дека јас ќе се пофалам себе си, сметам дека откако дојдов во фондот некако ги отвори вратите повеќе за ортопедските помагала. Не само за ортопедските помагала, туку и за лицата со попреченост. Мислам дека откако дојдов во тимот на фондот, поинаку почна да се перцепира попреченоста. Знаете, друго е кога си со личност секој ден, нели, со личност со попреченост, поинаку ги сознаваш проблемите, потребите и поинаку реагираш на сензитивноста е тука. Така се подига свеста. Мислам дека тимот на фондот е прекрасен тим. Јас сум со многу пофални зборови можам да се изразам дека навистина сум дел од тимот.
никогаш не сум се почувствувала дека не сум дел од тимот, секогаш сум внатре, секогаш сум консултирана и прашана. По однос на достапноста и пристапноста до ортопедските помагала, па можам да кажам дека од 2018 до сега имаме најголем подем на ортопедски помагала. Внесовме многу квалитетни, современи ортопедски помагала, посебно за протези за нозе и за раце. Оние лица кои што имаат двојни ампутации на рацете и на нозете, кои што се најтешката категорија на телесна попреченост, воведовме стварно квалитетни, скапи, софистицирани помагала, тргнувајќи од желбите, потребите на самите лица. Така одлучуваме по однос на потребите. Сепак нели избалансирано со финансиската импликација, со финансиската можност на буџетот на фондот да издржи. А кажете ми еве еден совет за сите идни мајки со попреченост кои што не гледат, еден генерален совет од вашето лично искуство за можеби девојките кои што сакаат да се реализираат како мајки се со попреченост, ваш совет кој би бил? Мој совет е, ако навистина сакаат, ако длабоко во себе го посакуваат мајчинството, да се обидат. Секако да се обидат. Знам дека на тој пат ќе имаат многу пречки. Да бидат свесни дека ќе има пречки, но да бидат спремни дека Господ секогаш ги отвара вратите за да се надминат сите пречки кога носите уште една душа. Кога сакате да имате уште една душа за која што ќе се грижите. Значи, навистина е така. Секогаш има, нели, јас сметам дека секој од нас има одредена веќе животна патека и дека на таа животна патека вие можете да ми бидете сопатник во одреден временски период, но и не морате. Секој ќе изоди својата животна патека во која што добри луѓе ќе сретнеме на тој пат. Така да затоа сметам дека нели на страна овие системски промени кои што треба да се направат на државно ниво во рамки на државата. Верувајте дека секогаш патот ќе биде отворен за луѓето кои што храбро чекорат по него. Знам дека патот е тежок, не кажав во емисијава ништо лесно, мислам кажав дека се соочив со многу предизвици. Мислам дека многу искрено ги допрев сите предизвици. Ништо не е лесно. Прво ќе ве отфрли можеби семејството, после ќе ве отфрлат други луѓе, но верувајте дека ќе најдете на поддршка секогаш кога таа ви е потребна. И ако вистина сакате и можете, ако Господ ви ја даде таа привилегија, треба да се остварите како мајка, како родител, вреди. Бидејќи ништо не можам да го не се опишува со зборови тоа чувство. Јас за Дамјан не можам ништо да кажам, освен да кажам дека тој е совршенството на несовршениот. Тоа е нашето совршенство. Толку. Многу. Сите работи се решаваат. Да, ако сакаш силно се исполнува и секако дека ќе ти се отвори патот. Многу убаво го кажавте. Впрочем, немам ништо да додадам, само на крај ќе ве замолам пред да ви го подарам овој убав цвет, една порака до вашиот син. Овој пат беше порака до сите мајки кои што не гледаат, сите идни мајки, која би била вашата визија за Дамјан во Мамавизија? Го поздравувам и сакам да остане, да биде тоа што е. Да остане, да биде свој. Да биде свој, да биде уникатен, да биде оригинален, бидејќи тој е таков, оригинален, уникатен, да биде свој и да не се плаши од ништо. Ете, поздрав и од нас до Дамјан. Верувам дека како една жена сакате цвеќиња и дека ќе ви се допадне овој убав подарок од нас и секако од цвеќарницата Фрида, најубавата цвеќарница во градот. Топло препорачувам да ја посетите, се наоѓа во близина на Соборниот храм во центарот на Скопје. Повелете мало внимание од нас. Се надевам дека ќе уживате во оваа мирисна магија на Мамавизија која што ќе ве потсетува на вашето гостување. Фала ви. Јас многу сум среќна што ве запознав. Многу сум ви благодарна од срце што бевте дел од Мамавизија и што ја раскажавте вашата лична приказна за мајчинството, на една мајка со попречености. Фала ви на вас, многу ми беше драго што бев дел од Мамавизија и морам да завршам со една мисла од Пауло Коелјо, познатиот писател Пауло Коелјо, дека се што силно посакувате, ако нешто силно посакуваш, целата вселена ќе скува заговор да ја оствариш твојата цел. Ви благодарам многу, вистинско уживање беше оваа Мамавизија. Знам дека ќе се согласите со мене, почитувани. Верувам дека испративме силна порака со нашата денешна гостинка и дека охрабривме многу
флуидни мајки да се реализираат како мајки. Ви благодарам на вниманието и на довербата. Продолжете да следите Мама Визија, ви е достапна на YouTube каналот на Слободен печат.